Ние луѓето во суштина се плашиме од вечноста, од вистинската вечност, затоа што сме свесни дека овде не е вечноста, па се трудиме од оваа реалност да направиме вечност, а тоа е невозможно. Тоа е страв од смртта. Јас не паметам колку пати и погледнав на смртта во очи. Веќе не се плашам од неа, зашто длабоко во себе знам дека таа не постои. Зашто мирот што го чувствував секогаш кога ќе се изгубев од оваа реалност и ќе се вратев како ништо да не било, ми сведочеше токму за тоа. Почитувани гледачи, со овие зборови од големата уметница Андријана Мациев, напишани во незината автобиографска Јас сум жива, ќе отвориме 7-та сезона од емисијата од своја страна, а овде до мене е токму незината мајка, голем естраден уметник, новинар, водител, секако моја драга колешка и пријателка, една голема хероина која што ќе ја доврши токму Јас сум жива. За мене голем човек, човек од кого годините наназад сум црпела инспирација, морам да признам. И ете, овде позади камерите и признав дека можеби малку и со трема ќе ја истерам оваа емисија, да не должам многу во најавата. Јулија Мациевска, ти благодарам што ја прифати мојата покана. Зашто ти благодарам и јас тебе. Ме затекна затоа што емотивно ме трогна од цитатот на книгата. Не мислев така да ја започнам емисијата и ме разнежни и емоции ми навреа и радост затоа што ме покани, затоа што ме удостои, затоа што излега од тебе толку убави зборови и затоа што денеска ќе се дружиме јас, ти и мојот ангел небесен Ан, големата македонска уметница Андријана Мациев. Многу ми е драго што можеме да говориме за Јас сум жива, токму од свежо прочитаната моја книга. Јас и ти пишував, како ги читав страниците, прочитав 50 страници, ти напишав и драго ми е што извлеков многу пораки од Јас сум жива, верувам дека тоа ти се случува и секој ден, дека фидбекот е неизбежен од Јас сум жива. Се случи промоција во Сулијан, промоција која што беше настан, толку организиран, толку прекрасен, со многу емоции. Какви се импресиите, Јуле, кои што ги носиме од промоцијата? Јас и самата бев на настанот, меѓутоа, ете од прво лице какви импресии, какви впечатоци. Се случи промоцијата токму на роденденот на Ан во Сулијан. Беа присутни многу големи имиња кои што дадоа поддршка и верувам дека и во годините наназад ти беа и тебе поддршка и секако овде за тебе. Ајде. Значи, на 16 септември, за роденденот на Андријана, се случи таа голема промоција на книгата, на автобиографското дело нејзино и мое. Јас не мислев да биде и мое, затоа што тоа требаше да биде само нејзина книга, но јас морав да ја довршам. И се случи да биде книга во книга. Јас мислев дека ќе напишам 3 страни, ерно да ама не излезе така да книгата е баги дебелка, едно 320 страници. И се случи промоцијата на Јас сум жива во склоп на манифестацијата Љубов за сите, која што веќе ја одржувам 8 пат. Значи, ова во Сулијан беше 8 пат, откако Ан замина. Ова е 3-та година откако Ан замина во вечноста. И јас од тогаш издадов 3 книги, значи 2 алманаха, и ова е 3-та автобиографската, што она имаше многу желба да ја издаде, но тоа ми беше многу тешка задача. Значи, мене ми требаше 3 години за да ја напишам книгата. За ствари да го ставам во компјутер она што Ан го напиша. Затоа што
Јас се враќав по 100 пати, не знам колку пати препрочитував за да можам да ставам во компјутер, затоа што солзите, болката ме спречуваа. Јас повторно и повторно се враќав од почеток, затоа што е многу тешко да го читате, мислите дека знаете, ама кога ќе прочитате, бидејќи јас не ги читав на што пишуваше, многу е тешко да кога ќе ги видите незините размисли, онака стварно кога ќе навлезеш во незината емоција, во незината психа, во најтешките денови од незиниот живот. И кога јас успеав во тоа, конечно успеав, и нормално беше да се случи нели промоција на книгата, но јас сум се зарекла овие 3 години дека за денот на незиното заминување 12 мај на Свети Василий Велики и за незиниот роден ден, барем 2 пати во годината ќе ја правам манифестацијата и ќе ги промовирам делата на Андријана. Значи во склоп на таа манифестација влегуваат големи изложби на незините уметнички дела што ги направи. Потоа има културно-уметничка програма која што е проследена со пригодна госпел музика и има секогаш промоција на делата кои што се напишани, значи од група автори, од Нејзе, од мене, ќе се развива, значи тоа и понатаму од Цеона што таа го остави како осташтина за незиното присуство во оваа димензија. Значи ќе се развива, затоа што навистина остави многу и затоа што тоа на некој начин јас не мислев, но тоа стана моја мисија, низ незиното дело да се всушност да ја ширам свесноста за животот овде на земјата и за животот после преминот или така наречена смрт, како што го нарекуваме ние, како што ни е оставено. Но бидејќи смртта како таква не постои, ако е многу болно тоа, нели, да кога ќе се соочиме со губиток на најблиските, но за да сватиме, за да го, како да кажем, да го надминеме, да го преболиме на некој начин, всушност да истрансформираме тагата, болката, мора да знаеме дека ние низ годините сме многу погрешно учени и дека ние мораме да ја прифатиме, како што Јан пишува, гледаш Јан во најтешките моменти, пишува дека смртта не постои, таа се соочи многу пати со смртта и дека секое незино враќање беше во мир, беше во хармонија и покрај се, и таа не се плашеше затоа што таа едноставно храбро гледаше во тоа и тоа е на некој начин како да кажам, нешто што јас како такво на моите манифестации го пренесувам за да им олеснам на луѓето, за да им го кажам патот како јас си олеснувам себе. Иле, јас читам многу, меѓутоа има книги кои што навистина ги читам, односно умеат да ме задржат внатре во содржината и во сето она во нив. Мојата прва порака која што јас ти ја напишав тебе беше Јулија, зар сето ова може да се изживее во еден живот? Ова кое што Андријана го напишала во оваа книга, зар сето ова кое што вие сте го поминале, може човек да го изживее во еден живот? Доволен ли еден живот за сите овие работи да се поминат? Од друга страна, мајка ми кога ме праша каква е книгата на Андријана Мациев, јас си велам, мамо, тоа е едно четиво од една страна за пожртвуваноста на една мајка каква што е Јулија за своето дете, за кое што би го откорнала срцето и би го дала. Од друга страна, тоа е една голема благодарност од Андријана за тоа каква мајка имала и ништо поминале тие двете заедно. Па така си ја поделив и книгата дека всушност оваа книга е два дела.
оваа книга е четиво за не само за борбата со болеста, оваа книга е четиво за потрагата по вистинската љубов. Андријана овде пишува и за она со кое што се соочува секој од нас, секоја жена можеби, пишува за она кое што го доживува како манипулација, нели? Морам да го прочитам овој цитат кој што јас веќе почнав и да си го цитирам. Андријана вели: толку многу сакав да бидам љубена и сакав да љубам. Сакав да се остварам како жена, толку многу сакав. Најчесто имав впечаток дека само собирав трошки од љубов. Јас која имав љубов во изобилие, јас која ја давав без задршка, без калкулации, само со желба да бидам вистински љубена. Андријана беше ли сакано дете? Еве, бидејќи некако ми постави повеќе прашања, секако дека беше сакано, најсакано дете беше од моја страна, бидејќи таа израсна без татко. Ќе се надоврзам на тоа кога ме праша дали е доволно дали како може да сето тоа да се изживее во еден живот. Па, знаеш, Вики, во оваа книга нашиот живот е 30% можеби опишан. Ова е книга на вистина, една искрена исповед на две жени, а тука и третата, мојата внука Стефанија, бидејќи за нејзе се спомнува, значи тоа е не во некаде нашиот живот. Но тоа е делот кај што пишува Андријана, тоа е нејзин аспект, да речеме, од во најтешките моменти, она што можела таа да го сподели како емоција. Кога јас би пишувала од почеток мојата автобиографија, можеби некои работи би биле, како да кажам, од мој аспект поинаку, затоа што ние сите живееме, да речеме, во едно семејство, но некој еден се бори со едни емоции, друг се бори со други емоции, знаеш. И покрај тоа што јас како мајка сум била многу отворена, Андријана исто така, значи јас буквално ги знам и нејзи Стефанија која ќе ги погледнам што се случувало. И првин ти благодарам што дојде на промоцијата, што беше дел од промоцијата, што навистина видов кај тебе желбата дека навистина сакаш да имаш таа книга и да ја прочиташ, и што почна да ја читаш, кога почна да ја читаш, ти ми рече дека сакаш време да навистина да одвоиш. И еве сега слушам дека навистина и си подцртувала и дека пасоси делиш и дека некои работи ти останале како пораки, како впечатоци, и ова секој цитат што го издвои. Знаеш како, ова е книга баш онака за жените. Ние жените знаеме да се изгубиме, затоа што јас постојано велев и сега ќе речам, канцерот не се добива од лоша храна, од не знам промаја, од што физички не си активен, од не знам, да, и тоа придонесува, но канцерот е состојба на душата. Канцерот е емоција, кога душата вришти да го каже она што со години го потиснувала длабоко во себе. Значи, Андријана знаеше, бидејќи многу работеше на себе, дека мора тие емоции што застанале во нејзе да излезат. И како ќе излезат? Ако не на хартија. Значи, кога ние пишуваме, ние вадиме дел од своите емоции. Затоа ова книга е толку барана и читана. Значи, мене нон-стоп ми пишуваат луѓе, затоа што ја препознаваат разголената, отворена душа, нашата проста душа. И извини, само што ова сакам да кажам, значи јас можев додека ова некои работи, да речеме, бидејќи тука е наша една интима, длабока, да кажам, ова нема да оди, нема можеби публиката, не знам како ќе го прими, нели? Ама јас не го направив тоа. Заради тоа што нема од што да се срамиме, тоа е нашиот живот. Андријана беше многу љубена од мене како мајка, а како таа ги доживуваше, затоа пишува, затоа што
Канцерот на дојка, на женските органи, на матка, треба сите жени да знаат, тој се добива најчесто од неадекватни партнерски односи, кога жената добива силна емоција, емотивна, кога е повредена нашата женственост. И тука ние ги собираме емоциите во дојката или во матката. И кога ќе почнат првите симптоми, не се обраќа толку внимание на тоа. Тоа знаеш што тек на време си тлее. И затоа е оваа книга, за да ги освести сите кои што пред се Андријана тука зборува за незините партнерски односи, за да сватат каде некаде длабоко останува болката и како таа во еден момент од животот добива окидач и она тргнува да се развива. И на повеќе пати самата се запрашува каде низ патот на животот ги насобрав сите оние емоции кои што останале во мене и ете се претвориле можеби во Па затоа што ние забораваме. Значи, затоа што ти ќе го потиснеш. Таа зборува и за својот прв брак, каде што е всушност најголемата болка, каде што започнува, од каде започнува, каде е коренот. Ама ти на тоа забораваш во својата младост, ти го потиснуваш, се заборава тоа, ама некаде тоа стои. И ќе се јави некој друг што ќе го стимулира тоа, за да му дотури, како се викате, сол на раната, постојано се дотура, еден ден таа почнува на вистина да крвари таа рана, да се развива, да се шири. Овде ќе го поврзам и духовното растење, животното растење. Чинам дека прво пишува за тебе, како твојот живот се преобразува, како ти почнуваш духовно да се освестуваш, да тој личен раст и развој и сето она кое што денес го работиш, за веднаш кога ќе ја добие и првата диагноза, да почне и Ан духовно да сака да осознава повеќе, ги пишува соработките, односно оние начини на кои што таа почнува духовно да се лекува, па оние мотивацијски тренери кои што исто така и помагаат во целиот тој процес. Го споменува многу често Бог. Колку вербата во Бог беше пресудна за да се помене низ целиот тој тежок период. Види вака, Вики, велиш, она пишува за мене, па нема за кого, просто ние, значи, двете бевме цел живот, додека Стефанија не дојде на свет, ние бевме како свето тројство, значи, нормално дека ќе пишува за кого ќе пишува, но за мене ќе пишува, затоа што со мене растела, со мене, значи, таа голгота некоја своја, што сум ја поминала, ја преживеала и она како помлада, и таа нормално го опфаќа нашиот живот. Исто така значи сакаше да покаже кои се можности и начини се, значи она што го работеше таја низ процесот, бидејќи таа дојде во процес во фаза на оздравување, речи си здрава. Што таа помина за да некој друг си помогне, затоа што треба ти духовно да се освестиш. Не дека Андријана почна тоа да го работи додека кога ја доби диагнозата, тоа би било многу малку, значи тие 2 години. Таа цело време јас со тој процес живееше низ мене. Значи нон-стоп она на некој начин имаше едукација, имаше пат, читаше, но и она и сама кажа, но не бев толку колку мајка ми, значи не беше толку засегната. Јас нормално со годините и со моето животно патешествие го барав Бог, затоа што во книгата пишува зошто да не откриваме се, има навистина интересни и свети тајни има, може да се каже. И таа многу веруваше во Бог, затоа што јас верувам во Бог. Значи тоа ние не може нашите деца да бидат нешто друго од тоа што сме ние. А кога нон-стоп во куќата се спомнува Бог, кога се подпирам јас на Бог, кога сме дошле во тешки моменти и сум се молела на Бог. И значи мене да речеме многу луѓе ќе ми кажува, ама дали ви Јулија, дали вие се молите, значи остај ова, она моли, па еве книгата кажува дали сме се молеле. Ние постојано Андријана не го извади Бог од уста и
Јас има таму еден многу интересен момент, кога затоа и знам каде отиде моето дете, затоа и постојано велам жив ангел небесен, затоа што таја во најтешкиот момент, ден пред она ги отвори очите само за Христос. И тоа го пишува, тоа е како светиња, затоа оваа книга е толку барана заради тоа што она не зборува толку за состојбата канцер, колку што зборува за животот. Значи, тоа е животна книга. Таа книга не е за да ги уплаши, можеби некои луѓе мислат дека таа книга ќе биде патетична, дека ќе се зборува тука за не знам, за болести, па луѓето ќе биде, нели, сите бегаат, кога ќе се спомне диагноза, поготово канцер, сите бегаат како од куга, а не знаат луѓето дека сите ние фактички носиме такви клетки и не дај Боже не знаеме кој утре, значи чиста мира може да ти се развие нешто. Не треба од тоа да се плашат и да бегат. Ан воопшто не се плашеш и не бегаше од тоа. Ме фасцинираше незината благодарност за секој нов ден, за секое споменување на Бога и благодарноста кон Бога за сето она кое што го има и како што и самата ќе каже за незиното свето тројство, имено нели ти како незина мајка и Стефанија како ќерка и внука која што заедно со вас поминува низ сето ова. Колку, Јуле, целиот тој период, па и пост период беше твој личен товар и колку успеа да балансираш помеѓу болеста и сето она кое што го доживува Андријана и помеѓу она кое што го доживува Стефанија во тој момент, кога е она студент, кога треба да ја игра представата со која што треба да дипломира на катедрата на Драмскиот театар по турски јазик. На факултетот за драмски уметности на катедрата по турски јазик, да. Да, таа значи студираше на факултетот за драмски уметности, дипломираше баш кога Андријанче замина. Колку може да се изгуби човек во сето тоа? Па многу. Едноставно, нели во тие години мајката е многу потребна и ние многу бевме поврзани, мајка ќерка. Јас ни двете ги имав како и Стефанија како своје дете, никогаш не ја двоев, значи кога ќе ме праша колку деца имаш, јас велев две. Две ќерки. Што имаш? Па викам ќерка и ќерка од ќерка ми. Значи, како ќе ми речат да, затоа што тие двете ги доживав и Стефанија како моја ќерка, да речем, затоа што малечка исчував. И тоа се веќе тегобни денови, на тоа е таква болка, таков, како да кажам, тоа не може да се каже дека сме доживеале стрес, тоа е ниво на траума. Тоа се тешки трауми. Толку е захтевен факултетот за драмски уметности, а Стефанија требаше да дипломира, имаше главна улога во Галебот, ја играше Нина Галебот. И значи таква треба посветеност, треба секој ден има проби, а Андријана во толку тешка состојба. Мислам, состојбите се менува, Стефанија 2 години живееше со тоа, значи не беше она пред дипломирање, кога Ан доби канцер. И ние никогаш канцерот и Андријана, како што гледаш, она никогаш не рече болест. Јас и на луѓето, она тоа го како состојба на телото, состојба на умот, состојба на емоцијата, што и е така. Но нормално, кога ти ќе се разболат сите клетки, тогаш луѓето најлесно и всушност терминологијата наша е таква. Јас затоа и во мојата емисија ги учам луѓето, мислам, сакам да доловам друга терминологија, знаеш. Затоа што така полесно некои работи ќе се надминат. Затоа што кога од обична настинка, кога викаш болна, болест, оваа болест, и тоа на што се фокусираш, тоа зема замав. Ти тогаш уште поболно се осеќаш. А кога тоа ќе го сватиш како една порака, дека тоа што дошло болно, што те боли, небитно дали е канцер или настинка, има
друга позадина. Треба да се запрашаш зошто ме боли. Значи, тоа е состојба. Состојба на телото и од умот, доаѓа од умот пред се и ескалира во телото, затоа што долги години таа болка тлеела. Но ќе ни треба многу за да тоа го прераскажа. Колку јасно жива автобиографското дело на Андријана Мациев може да послужи како прирачник, како да се справиме и со загубата на наш ближен, кој што ја напуштил, како што велиш ти, овдешната димензија и овдешниот свет, меѓутоа продолжил со животот таму некаде, и колку ти приоѓаат можеби мајки кои што доживеале слична судбина, која што ние го споменавме и Кочан, и можеби следната промоција на Јас сум жива, па колку може да се искористи како прирачник и како леснување исто така. Кај секого различно? Не, види што е, значи, кај нас морам да кажам нешто. Смртта е се уште табу тема. Значи, јас за животот после смртта истражувам долги години. Јас во главата имам друг код. Ја во главата имам друг чип. Затоа јас можам и вака да делувам, и вака да изгледам, и да правам промоции, можам и да се насмеам, можам и да запеам. Значи, јас ако не ја доживеам, пази, година дена јас не излегов од дома. Јас се соочив со најголемата болка и со таа загуба дека Ан нема веќе да биде во физичка форма. Бидејќи јас се испредив до последниот момент. Ја бев со низен нон-стоп, јас не оставив една секунда сам. Но сите пораки кои што стасуваа, затоа што јас го молев Бога единствено да добијам конекција со душата на моето дете, затоа што знам дека тоа е можно. И затоа што знам што се случуваше и какви пораки ние добивавме од незе, ама јас тоа сум го години сум положила за тоа. Јас, например, кога зборувам за ангели, луѓето си мислат така, се зборувам можеби од што слушаат како сите, знаеш. Не. Јас верувам дека им е чудно на оние кои што никогаш не работеле на тоа поле. Јас имам, значи, јас имам студирано, јас имам семинари, учено што се ангелите, како се ангелите, какви бити. Ангелите се живи битија. Луѓето кои ќе кажат ангел, пак се поистоветуваат со смртта. И во тоа е најголемата заблуда. Ангелите се живи битија. Луѓето велат нека почива со ангелите. Значи, нека спие таму, нека мирува нешто, као демек тоа како не смрт, него она спие и мирува. Не. Не мирува така. Ангелите се живи битија. Само што секој не може да ги види во таа форма, затоа што нашиот физикус, нашата згусната енергија во петата, така се нарекува, во третата димензија, во оваа реалност, не ни дозволува. Треба човек стварно да биде духовно опен, отворен. Јас години и години имам, луѓето поима немаат, например, за мојот животот во област на духовноста. Ја просто живеам сосема во друга некоја своја димензија, во друга фаза, и затоа така зборувам, затоа што за мене тоа е нормално, што за другите не е нормално, и што, например, некој ќе ме направи дека јас не сум нормална. Ама тоа што јас го доживувам, тоа бара многу посветеност, тоа бара многу присуство, свесност, присуство во една, како да кажам, во една божествена енергија која што оваа реалност ретко кој може, затоа што луѓето не се осамуваат, се плашат од тишината, се плашат од самотијата. Јас сати, не Ан од кога замина, не додека беше Ан во ваква состојба. Јас сати пред тоа имам тихуваност, имам смиру, во тишина, во мир, во медитација, како сакате кажете. Значи, тоа е мој начин на живење. И јас во главата, мојот код е таков, дека едноставно животот продолжува. Животот не е само овде на земјата. Јас не живеам, Вики, ова што го гледаш, душо драга. Јас живеам
Затоа после ова, јас сум свесна, ја не се плашам од заминувањето. Јас знам кај ќе заминам. Воопшто за мене, поготово од кога замина, за мене сите стравови престанаа. За мене веќе нема брзање во животот, нема страв од материјалното, нема страв од стресот, нема страв, значи апсолутно. Таа е препуштеност на Бог кога ти знаеш да се отвара такво поле на знаење, што тоа не може вака телевизиски да се опише. Едноставно треба да се доживее на моите предавања, на моите, да речеме, едукации, живи настапи кога сум вака со книгата, со промоциите, со луѓето. Еве го спомна сега и Кочани, бидејќи добив на вистина покана од мајките од Кочани, за да им се олесни како да дојдат, како да разговараат, како да почувствуваат, да го почувствуваат животот на своите деца. Од тие деца има мисија. Кога човек ќе отиде млад, Андријана моја отиде невина и млада, и како што гледаш, се отвори судски процес во кој се докажа дека таа немаше да отиде, она ќе се излечеше, да не беше лечена така и да не беше предозирана и да не беше бомбардирана од секакви хемии кои што несени за нејзината диагноза. Јас тоа сега го дознав. Па таа веќе и беше излечена, како што ги пишува во... Како што, значи она беше готова. Значи ние затоа сакам да кажам, човек и покрај сето ова што јас го преживеав, што го доживеав како удар од луѓето, јас не го доживеав како удар од Бога, зашто Бог е тој што ја спаси душата на моето дете, зашто моето дете невино, значи жртва, пази, што е и во Библијата тоа го пишува. Кога ќе отиде жртва невина, зашто Исус е спасен? Зашто беше најневин. И сите тие што да така невино неподготвени од нешто апанса со нака, знаеш, или од луѓе злоставени и отидени, одземени насилно, а не се виновни, тие имаат посебно место кај Бога. Но за тоа, за да ние добиеме таа свесност, ние мора малку поинаку да размислуваме, за да дојдеме до тој мир кој што не приближува со душите на нашите сакани, на нашите чисти душички. Така се случува судскиот процес, сведочеше, меѓутоа нема да одземеме многу време за тоа. Туку моето прашање е колку ќе се случи следна промоција, меѓутоа колку си ти отворена за такви сесии, за такви предавања поврзани со духовното, со свесноста, со личниот раст и развој на оние кои што можеби ќе одлучат малку повеќе да се посветат на тој дел или се засегнати можеби би ги снашла иста судбина. Колку го работиш, Јуле, сето тоа сега, колку си активна после овие случувања? Јас работев активно на личниот раст и развој, значи јас имав мимо новинарската работа, мимо естрадната. Јас бидејќи сум сертифицирана за многу духовни техники, самата не памтам колку, значи нема каде не сум била на семинари надвор од земјата со најпознати духовни учители. Да не речем дека Библијата имам прочитано 2 пати, Новиот Завет до мене ми е секоја вечер. Значи имам многу големо знаење, јас навистина работев со луѓе, уште пред да се случи оваа состојба на Ана. Јас имав исто така, мене навистина и во книгата пишувам некои работи кои што еве сега можеби немаме ни толку време да ги разговетнеме, но се посветив на тоа заради тоа што навистина дојде како Божја промисла да се бавам, да на некој начин да бидам, да им помагам на луѓето духовно. И јас работев со клиенти, да речам, но кога Ан дојде во таа состојба, јас едноставно се посветив само нејзе, зашто немав ни време, ни сила да работам со други луѓе. Значи, јас дозволив таа да работи и со други духовни учители, коучи, енергетичари, затоа што јас сум свесна дека можеби не можела кај мене како мајка да се отвори за некои работи и дозволив навистина да работат и други луѓе со нејзе, ама ние работевме и заедно. Немаше, значи, проблем. Јас работев со нејзе и јас сум open, јас сум отворена, јас сега не сум во состојба бидејќи многу од овие духовни луѓе, да речеме, сега ново компонирани кои што се и кои што ова духовност ја претворија во материјално,
работат не исцелени себе си, работат со други луѓе. Јас се посетив на себе да дојдам во една нормална состојба, да се исцелам себе си од болката и од тагата. Како тоа се случува? Тоа е трансформација. Ние треба да знаеме дека за болката и за тагата единствен лек е безусловната љубов. И кога ти ќе дојдеш во таа трансформација, јас бидејќи големо искуство имав и пред тоа сум ги насочувала моите клиенти што да направат во такви ситуации, но знаеш како, кога ти не си го искусил, а сега со ова искуство, со ова ти кога ќе искусиш тоа, ти кога ќе искусиш, кога ќе ми речат, например, луѓе, јас знам како ти е, а не го поминале мојот пат, не изгубиле дете или немале болно дете. Или ќе помине. Да, или мораш ти да се помириш, да живееш, мислам, тоа се, како да кажам, уште поболни утехи за оној кој што поминува низ тој процес. Оти тоа, ама луѓето не знаат. Јас, например, знам дека нема другачи како да ти кажат, мене тоа не ме повредува. Ама кога на мајка, или, например, еве, гледам и на Facebook, јас сум им рекла, еве, ти сама се знаеш, кога ти нонстоп на некоја мајка ќе кажуваш за детето нека почива во мир, лесна му земја, не знам ова, Господе ги прости гревовите. Па кои гревови? Тие деца први немаат гревови, Господ нив им ги простува. Друго, со тоа стално да почива ти потсеќаш некој дека нема живот веќе. Значи тој само да биде некој мир, а не е точно. Живот има. Јас постојано им велам, немојте така не придонесувате за некој да излезе од состојбата кога некој ќе загуби близок. Види, јас многу губитоци сум преживеала во животот. Го изгубив мојот сопруг на 22 години. Мајка ми изгубив, татко ми ги изгубив, значи го изгубив моето дете. Значи нема поболно од тоа детето да го изгубиш. И само вербата и ќе се отвори, ќе ви се покаже. И луѓето нека не бидат тажни ако некој работи и не им се покажат онака како што они сакаат, бидејќи тие нивни души кои што го продолжуваат својот пат во вечност, нема да се покажат на начин како што ние тука сме научени. Морам да ја споменам овде случката која што Јан ја опишува во книгата, кога ја велиш дај ми било какви патики, јас се одам на кејдат, речам. Да. Па тоа е кога јас да речам, мојата душа отпатува. Јас имав едно такво премиже каде што јас заминав од оваа реалност и се вратив. Значи, тоа веќе не е табу тема дека ние може, значи многу луѓе отишли и се вратили. Јас бев во таква состојба во која што навистина не ни знаев што се случува со мене. Тоа беше многу поодамна, пред 30 години. И тогаш првото моје освестување, големо будење и исцелување, затоа што бев многу болна и мене сам Бог ме исцели, ми даде енергија. И јас навистина од тогаш фактички од таа моја состојба, како оздравев, јас одма сакав да одам да трчам, да правам нешто, значи човек кога е целовит, кога Бог ќе направи чудо, тоа е како ништо да не било. Ама сега одека не можам вака да го зборувам тоа пред камери, бидејќи нема, ќе ти одзема многу време, затоа е книгата тука за да прочитаат, да ги видат нашите патешествија, да видат нешто сме минувале, дека нашиот живот не бил мед и млеко, дека сме имале многу да кажам стресови, падови, болки, трауми, многу сме биле ранувани, многу потиснувани, и ни сето тоа сме морале на некој начин сами, како што ќе каже на моја пријателка Анита Гипсон, вели во оваа книга кога не читала, сепак столбот Јулија е тука како мајка, затоа што еве ти приметуваш, значи ме сполнува многу често мене, заради тоа што сепак сите ние, морам да кажам, јас исто верувам и ти, сме на посебен начин поврзани со мајките. Но што е поентата? Поентата е ние да најдеме начин
да освестиме дека и поврзаноста, преголемата поврзаност не е добра. Не е добра. Затоа што не прави зависни и не условува зависноста, очекувањата од тоа да бидеме стално со нашето дете, со нашиот родител, не ни дава слобода, колку и да е тоа добро. Колку и да е тоа добро. Во оваа книга токму има такви моменти да сватат луѓето, и Јан викаше, мама, како јас доживеав така да се врзам толку, сакам, знаеше дека мора да најде начин да не биде толку, затоа што она беше дете без еден, значи татко и почина многу млад. И тоа е нормално родителите така да се поврзуваат со децата. Многу такви Многу ме импресионира нејзината искреност, што ете ништо не прикрила во оваа книга, начинот на кој што ги доловила работите. Чинам дека имала талент дури за пишување покрај уметноста, покрај да го споменеме и тоа, Ан беше голема македонска уметница, еве токму и овде во биографијата на последните страници од книгата, па колку само награди и признанија меѓународни, државни, самостојни изложби, а за толку кратко овде во незината физичко постоење. Јуле, полека ќе заокружуваме, имаме уште многу работи да кажеме, меѓутоа ќе оставиме ете со овие дел од овие пораки од Јас сум жива, кои што ќе допрат до сите оние кои ќе го погледнат ова интервју, да си ја набават книгата, ќе кажеме и од каде, ќе кажеме и како дојде до соработка со издавачката куќа Икона, ако не се лажам, беше. И што е следно, може би, промоцијата, следна промоција, следни случувања со Јас сум жива? Ќе дозволиш малку да си ја земам книгата во раце? Да. Да си ја земам во раце. Така и насловната сакам да ја искоментираме, дека тоа е твое дело? Да, еве јас сега ќе кажам, сите оние кои што сакат да ја имат, да го имат ова чудесно дело, кое што е навистина, ќе ви го промени животот, навистина има исцелителна моќ. Затоа што е пишувана од срце и затоа што е искуствена книга, не е нешто научено. Тука е многу учено во оваа книга, ама е искуствено. И кога вие пишувате од сопствено искуство, тоа е она примерно. Не да препишувате од туги книги, вие може да научите, ама искуствено. Сега, книгата може да ја купат во Икона, значи книгоиздателството Икона, и благодарам на Наташа Данчевска, и благодарам значи на книгоиздателството и на уредничката Наташа Данчевска, кои што ја прифатија да издадат книгата. Тие повторпа значи го издадоа вториот алманах Љубов за сите на Ан. И ова е втора книга што ја издават, а инаку трета поред за Ан. Значи во Рамстор, во главниот Рамстор, и можат да си ја нарачат и онлайн, јас постојано имам постови. И да кажам дека корицата на оваа книга е всушност Ан како ангел, а тоа е делото кое што јас го насликав добивајќи ги, еве ми се фати гласот од емоција пак, пораки од Ан. Постојано добивав пораки да почнам да сликам и да цртам, да влезам во незините бои и да почнам да го стикам животот во бои. Но јас немав храброст да го направам тоа. И минатата година добив порака од една духовна душа, јас тие ги велам наши гласници, кои што кога ми е тешко ми пренесуваат пораки, тоа се души кои што се отворени и чисти. И добив порака дека редно е да влезам во незините бои, да почнам, вика мам, вика немој да бидеш веќе тажна. Влези во моите бои и четки, земи ги и почни да го слика животот во бои, онака како што мечтаевме, радосен. И јас реков, викам, Боже, Господе, викам, најверојатно ова е знак, Ан ми кажува, ама како јас да влезам во боите, во четките?
И го земав како сега телефонот, некако нели по махинално да се смириш, да најдеш нешто друго. И ми искача школа за цртање и сликање. Кога гледам нејзината колешка Елена Галика, отворила школа за цртање и сликање. И леле, викам, ова е, викам, баш знак само што мислам. И еве, викам, ми кажува кој да ми помогне. Затоа е луѓето кои ги изгубиле децата треба да ги следат знаците на патот. Знаци постојани доаѓаат. Ама кога не сме во мир, не ги гледаме. Јас имам таа концентрација, фала му на Бога. И велам, еве знак. Тоа е знак. И се јавувам на Елена, викам, Еленче, вака и вака. Добивам пораки, викам, сега си отворила школа, дали може јас да дојдам некако со тебе, зашто сама не можам. Одма, вика, доаѓа. Јас како отидов? Вики, драга. Јас почнав да сликам како цел живот да сум сликала. Тоа беше фасцинантно. И тоа почнав да сликам портрети, и почнав веднаш да сликам на платно. Со акрилни бои како што сликаше Ана. Јас, и како да не веруваш дека е жива? Поголем доказ од тоа имали. Значи, јас добив нешто ново. Јас, кога нема ништо друго да работам, јас ќе се посветам на сликарството, затоа што тоа е новата моја љубов. И јас, кога пред неколку месеци пред да искочи книгата, реков дека сакам да ја насликам нејзе. Тоа ми беше прва идеја, дека ќе насликам нејзе еден ден, значи кога отидов прв пат кај Елена, кој што беше зачудена, кога ме праша што да сликам, ја викам сакам портрети, емоции, тело, глава, све оно. Вика, ти преголем залог за тебе, вика, како, па земи нешто од крушки, од јаболки, од цвеќиња. Не, викам, не сакам тоа. И така. Едноставно одеше, едноставно се отвараше тоа. А додека ја сликав Ан, тоа беше посебна емоција, посебна енергија. Јас тука исцелив дел од себе. Затоа луѓето треба, кога се во состојба на болка, да творат, да пишуваат, да сликаат, да пеат, значи да ствараат нешто, затоа што низ тоа исцелуваат. Јас додека ја сликав Ан, јас почнав со болка, завршував со радост. Ние со Елена славевме, ние се радувавме на се што е направено, овие цветчиња овдека во косата, како што јас ја видов кога она ми се појави. И реков на Елена, ги оставивме последни. Ама викам, Елена не може сликата без цветчиња, она носи венче во главата од цветчиња. Она вика, Боже Јулија, па како сега, вика, и цветчиња ќе црташ? Па не знам, јас морам да ги насликам. И така, ајде како да видиме цветчиња со ангелчињата, какви, јас реков, еве вакви, и она вика, ај види, пробај едно цветче. Отиде во соба, кога дојде, леле, вика, ти не си нормална, јас трите ги направив. Значи, викам, она носи венче од цветчиња. А ова е оригинал, како што е она, јас нешто не сум менувала, зашто тоа сликав од нејзин портрет и онака како што ја знам со долга коса секогаш. Ама ова е како ја видов, значи како сум ја видела вистински кога ја видов со така облечена со крилата, со таа златно-жолта светлина, дури не може на слика да се покаже тоа што јас го видов, како што јас ја видов нејзин. Меѓутоа и тоа е како што и самата кажа порака и толку живо доловено на самата книга. Јулија Одрежија веќе ни најавува дека мораме полека да заокружуваме. Ние имаме уште многу што да кажеме за Јас сум жива, меѓутоа овде ќе ти се заблагодарам за тоа што ја прифати мојата покана да ми гостуваш токму овде и да ја направиме не само медиумска промоција на ова дело, туку и малку поопширно излагање за сето она кое што и Ан и ти го ставивте на листот хартија. Ти благодарам уште еднаш и нека ова четиво допре до сите кои што можеби малку се чувствуваат загубени и талкаат низ животот, се соочиле со слични судбини и слични случувања. Јас сум доказ дека оваа книга навистина допира. Јас веќе почнав и да си запишувам во дневник
уметник, делови, цитати, токму од Јас сум жива, работи кои што ме освестуваат полека, работи кои што сум ги правела можеби слично или еднакво како и ја, не верувам дека ќе ми помогнат. И нели не е страшна? Да не се плашат луѓето зашто мислат дека овдека пишува за смрт, овде пишува за животот, ова е животна книга. Овде пишува како треба да се живее животот и колку животот е прекрасен и постојано во секое пишување таа и ја нагласува благодарноста кон она кое што ни го носи животот. При самиот крај да не заборавам јас овде да ти доделам еден вредносен ваучер од 500 денари од моите пријатели од Smart Service. Тоа е сервис за поправка, односно салон за поправка и продажба на мобилни телефони и се поврзано со мобилните телефони. Супер. Можеш да си го искористиш во било кое време. Се наоѓаат во трговскиот центар во Ново Лисиче и со тоа и полека ќе заокружуваме. Ти благодарам, Јуле, уште еднаш и да се гледаме можеби на следна промоција на Јас сум жива. Благодарам и тебе, навистина беше супер домакин. Џабе беше тремата на почетокот. Но тоа е се сладко. Беше со доза одговорност кон твоето искуство и кон она кое што јас сум го учела низ текот на годините, сум го гледала од тебе. Така, но ова е, јас сум толку едноставна, поготово кога зборувам за ова тема, едноставно мојата душа зборува. Јас тогаш немам однос како новинар, него туку како човек со човек, и мене многу ми е драго што си ти една млада девојка која што сака да учи, која што има доблест да се отвори, која што е пред се изградена во смисол да ги надмине оние ситни како да кажам гачки кои што постојат во оваа фела, кои што не дават новинарот да расте, затоа што ако има престиж, ако има љубомора, ако има неподнесување, постојано некоја, како да кажам, надпреварување, тогаш се напредува, ама колку и да мислиме дека е брзо, е поспоро. Единствено само со себе може да се надпреваруваме и да црпиме убавини таму каде што ни прија на душата. А ти го имаш тој сенс и мене многу ми е драго, ти посакувам многу успех во твојата работа и ете да се гледаме за добро заедно. Ти благодарам. И се надевам дека, верувам, уствари знам дека Јан се радува затоа што имавте и прекрасни интервјуа со нејзе. И ми се чини дури дека во книгата и го спомнува тоа. Јас се уште ја чувствувам енергијата, таа енергија не се заборава. Да, и ти си во книгата, значи она никого просто не заборавила од тие нејзини интервјуа со куќите, со медиумите, со работата, што многу ми е драго и ти посакувам навистина благослови од срце. Благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Тоа беше Јас сум жива, автобиографското дело на големата македонска уметница Андријана Мациев заедно со незината мајка хероина Јулија Мациевска. Јас се надевам дека успеавме да доближиме делот, она кое што го содржи ова дело токму и до вас, и се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. При самиот крај уште еднаш ќе потсетам дека книгата може да си ја набавите во продажните места на издавачката куќа на Икона, а исто така можете да си ја порачате и онлайн. Верувам и ви ветувам дека оваа книга навистина менува животи. Довидување до следната среда.